Почитувани добро вечер. Во емисијата Став вечерва гостува Сонја Цветковска, магистар по евроинтеграции со 20 на меѓународни сертификати од областа на човековите права и историјата, професор по историја, коавтор на учебник по историја, автор на низ за публикации. Господја Цветковска, добро вечер. Има уште многу за зборување, но еве за сега нека биде толку. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Ги поздравувам гледачите на ТВ Плюс и се надевам дека во наредниве минути ќе уживаат во нашиот разговор и ќе ја проследат емисијата. Бугарија повторно ја блокираше Македонија на патот кон Европската Унија. Германскиот министер за Европа Михаил Рот по состанокот на Советот на министри во Брисел рече дека е уверен дека преговорите ќе почнат за време на португалското председателство. Од владата велат дека не се откажуваат и ќе работат на домашните реформи. Македонскиот национален идентитет не беше, не е и нема да биде предмет на преговори, рече премиерот Заев. Кој е вашиот став? Според вас, кога би можел да се очекува датумот за стартот на преговорите со Европската Унија? Да, благодарам на прашањето. Видите, деновиве сме сведоци, се соочивме со вето од Европската Унија, односно неотпочнување од прва меѓувладина конференција на ЕУ со Република Македонија. Јас искрено не очекувам во скорешно време да отпочнат преговорите. Одговорот е едноставен. Се додека е влада на Зоран Заев и неговите политики и практики, се дотогаш ние ќе тапкаме вмесно, односно ќе одиме наназад. Што тоа значи? За да добиеме статус преговарач, прво треба да бидеме почитувани од самите себе си, а не да дозволуваме да преговараме за националниот идентитет, како што впрочем тоа го направи и владата на Зоран Заев. Со подпишување на договорот за добро соседство, практично со Бугарија, отокаш на наваму имаме новини во нивната политичка и домашна јавност, со усвојување на рамковната резолуција, понатаму со декларацијата, понатаму со негирање на македонскиот јазик, чином 2019 при крајот на годината беше тоа. Значи, владата на Зоран Заев однапред знаеше дека сушност ќе бидеме пречекани со вето. Што тоа значи? Тоа значи дека владата требаше да биде подготвена за вакви чекори, односно да не дозволи воопшто преговарање за националниот идентитет, јазик, култура и историја, бидејќи за тие најважни атрибути што го одбележуваат еден народ едноставно не се преговара. Ако ние бевме држава до неодавна признаени од 140 држави со уставно име Република Македонија, по подпишување на Преспанскиот договор ние веќе станавме релативизирана нација, а тоа сушност го благодарение на Зоран Заев и неговата влада. Од тука произлегуваат и другите тенденции од истокот, а не дај Боже да се јават и од некоја друга страна. Што тоа значи? Доколку вие преговарате за сршта на својот генетски код, за својата самобитност, за себе докажување, вие на некој начин признавате дека сте релативизирана нација. По мене и по сите релевантни фактори, опозицијата, науката, народот, сите граѓани на Република Македонија, повеќето чинам, се запрепастени од последните чекори што ги влече владата. Така да, од почнување на преговори со Европската Унија очекувам оној момент кога ќе се смени владата и кога ќе дојде нов политички субјект, кадарен, кој може да преговара и разговара за основни битни прашања, но не и за историскиот идентитет, јазик и култура на нашиот народ. До сега за период од околу 2 години, Македонско-бугарската историска комисија препорача заедничко одбележување на 5 историски личности кои што се значајни за историјата и културата на македонскиот и на бугарскиот народ, но и на другите народи на Балканот и во Европа. Станува збор за Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и Цар Самуил. Според вас, можно ли е и дали е логично заедничко одбележување на спомнативе историски личности? Вака, вашето второ прашање јас последователно ќе го повржам и со првото. Еве како.
Ние знаеме дека Европската Унија е наднационална творба. Така. Сите држави што пристапија, што ги отпочнаа преговорите, не водеа вакви билатерални прашања. Прашања во врска со идентитетот, историјата. И имаше, да, преговори, да кажеме, еве со Хрватска, Словенија, но тие беа во рамките на некои историски факти кои само се видоизменија во некои формулации. Тоа го знам бидејќи сум и магистар по евроинтеграција и се уште ја проучувам таа проблематика. И Европската Унија како наднационална, таа се повикува на договорот од Рим уште, со Мастрихтскиот договор, последниот Лисабонски договор од 2007, каде што секој народ има право на самоопределување и искажување на национални чувства. И затоа ќе се повторам, таа е и важи за наднационална конструкција. А да не зборуваме за Атлантската повелба, донесена уште во август 1941, подпишана меѓу Рузвелт и Черчил, каде што стрикно велат дека по завршување на војната секоја нација има право на самоопределување, нема менување на граници, територијално обединување и слично. Истото тоа беше подпишано, потврдено со Вашингтонската декларација на 1 јануари 1942 година и подпишано од 26 земји. Зошто ова го велам? Сега прашањето е нашата мешовита комисија, историска, бугарско-македонска, кога работеше на ова проблематика, чинам 2 години, од крајот на 2018 година па до сега, првично разговара на оваа тематика. И секако дека истите треба да ги земат во предвид. Сите критериуми на преговарање и договарање кои се пропишани со Лисабонскиот договор, а да не зборуваме и Копенхашките критериуми. Што тоа значи? Тоа значи дека всушност чествување заедничко може и било досега, во која смисла, да го земеме празникот 24 мај, денот на словенските просветители, каде што сите знаеме дека секоја година дури имаме делегации заминувано од наша Република Македонија, од Бугарија, во Рим, од другите словенски народи и така натаму. Значи досега празникот се одбележувал како за се словенски просветители. Заеднички празник на сите нас. Тоа го ставија на хартија нашата комисија, мислам од македонска страна, почитуваните наши колеги професори, додека за Григор Прличев не споменавте, значи Свети Климент, Наум и Климент Охридски, и цар Самуил, беше договорено да истите се заеднички прославуваат јубилејното, проследување на истите. Но, откако настапија нови моменти од пред неколку дена, имаме непотпишување на записниците од страна на наша комисија, каде што сушност станува збор за иземање на придавката македонски. Така да јас спомене, верувам и по сите други историчари, Ману, кои се исто компетентни и владата треба тука подитно да реагира, а не слушнавме никакви реакции. Од вчера сите бевме сведоци во медиумите дека она по ВМРО БНД, што ја поднесе резолуција во собранието, изгласена вчера, и 24 мај е видоизменет, односно како што пред тоа се славеше, одбележуваше и како што пред тоа беше договорено во мешовитата комисија, да истиот се заеднички прославува како празник на сесловенски просветители. Одеднаш ние вчера бевме затечени со нова одлука каде што само ќе се слави како ден на бугарската азбука. Тоа веќе мислам дека не е во ред и дека сите тие работи веќе не може да стојат на хартија и не треба да бидат испочитувани. Сето тоа треба да го има во предвид владата, инаку ќе се соочи со реакциите од историчарите од целокупната македонска јавност. Договор нема ниту за Гоце Делчев, за кого Бугарија бара признавање на Гоце Делчев како етнички бугарин од македонската страна, но од друга страна пак македонските власти велат дека на таа тема не може да се преговара. Кој е вашиот став по однос на Гоце Делчев? За Гоце Делчев не треба воопшто
ни да се преговара, а не откако премиерот и неговите соработници денови увидоа дека нивното национално предоство беше осуетено, односно спречено од широките народни маси кои излегоа да протестираат и од обединување на македонската интелигенција, од обединување на МПЦ, на УКИМ, на МАНУ и сите други фактори и секој еден македонец, тие веднаш почнаа да ретерираат во своите изјави. Па ние многу во ги помниме изјавите и за Гоце Делчев, и за сите други наши дејци. Премиерот цело време зборуваше дека треба да имаме споделена заедничка историја, не е битно да се повикуваме на историјата, зошто да се враќаме назад, треба да одиме напред. Па ние ако немаме своја историја, свое минато и ако не го почитуваме, како можеме да ја разбираме сегашноста, а не па да одиме напред, да чекориме напред. Впрочем, секој пат кога ние патуваме, одиме нели како туристи, или не знам по било кој повод во било која држава, секој пат одиме, посетуваме културно-историски споменици. Ја осознаваме и се повикуваме на историјата на тој народ. Господја Цветковска, се најавува и ревизија на учебниците по историја. Што мислите за ова и дали како историчари имате информација кои делови од учебниците би биле ревидирани? Апсолутно не. Значи, владата на Зоран Заев, како сите други работи, ова го држи во строга конспирација. Значи, немаме увид во тоа. Јас како учебникар сум учествувала во истото. Коавтор сум на учебник по историја за 3-та година гимназиско образование и знам тие работи како одат. Што значи тоа? Прво ќе треба да бидат изготвени наставни планови програми при Бирото за развој на образованието. Во ваква ситуација како што сме ние сега во моментот, политичката ситуација каква е, не треба воопшто да се размислува, а не пак да се отпочнува со ревизија на учебниците. Може ли да ни дадете еден историски осврт за тоа кога и како се создава македонскиот културен идентитет и самосознание? Да, благодарам за прашањето. Идентитет, македонскиот идентитет е вдаховен во секој од нас, во вас, во мене и во секој друг. И истиот во континуитет не прати, не следи со поколенија, години, децении, столетија наназад. И истиот има континуитет од древните антички македонци, како што вели и почитуваниот преродбеник Ѓорѓе Апулевски. Македонија е прославена од Александар III Македонски. Понатаму истата е почитувана кај сите источни словенски јужни народи преку просветителство, па понатаму е бранета од феудалецот Добромир Крс, па од крали Марко пред тоа, понатаму од обедината од цар Самуил, и од илиденците бранета, од првите илиденци, од вторите илиденци, така натаму. Така да генезата на македонскиот народ можеме да ја следиме за самосвесноста меѓу 15-тиот и 18-тиот век. Затоа имаме ние непобитни историски факти и аргументации. Практично и словенската писменост и култура отпочна да се шири тука од Македонија. Уште во 9-тиот век со настанување на глаголицата и земање за солунскиот дијалект, за старословенски јазик, практично оттука почна и просветлувањето на македонците и на сите други словени. Затоа велам, Свети Кирил и Методи се словенски просветители и нив треба и ги славеле досега, ќе ги слават народите од Гевгелија до Јукацк, тоа ви е Новосибирскаја. Така да истите го следат преродбеничкото движење во 19-тиот век и значи македонците не заостануваат за другите европски народи, каде што знаеме дека германската нација нели е формирана во 19-тиот век, пред тоа имало 33 германски држави, па Австрија и Прусија нели беа тие кои ќе застане во обединувањето. Австрија се издвојува како посебен политички субјект, посебна држава, понатаму Италија, исто така втора половина на 19-тиот век. Кај нас македонска интелектуалност, македонски дејци работат и творат вон Македонија, тогаш нели под османлиска власт, и истите заминуваат во странство.
тука ќе ги споменам и Ѓорѓија Пулевски, пред малку што кажав, во Софија, неговото делување и издвојување на македонците како посебна нација во негови неколку дела, понатаму младата книжевна дружина која действуваше на чело со Петар Попарсов и списанието Лоза, кое е било издавано на македонски јазик, замислете во сред Софија, па затоа отпосле нели ќе биде и забранет, односно укинато самото списание. Имаме действување на Крсте Петков Мисирков во Софија, во Русија, во Белград, значи имаме и таму македонско здружение, понатаму здружение на Димитрија Чуповски заедно со Крсте Петков Мисирков, кои се наоѓаат таму од 1902, а издаваат македонски глас, свој весник од 1912 до 1918 година, каде што пред европската и светската јавност ја популаризираат идејата и самобитноста на македонскиот народ, формирање, обновување на Охридската архиепископија како национална црква, создавање и кодификација на македонскиот јазик, нешто пред тоа што го направи Крсте Петков Мисирков, издавајќи го делото за македонските работи 1903 повторно во Софија, затоа што тука во Македонија воено-политички прилики беа тие, односно ќе се повторам, нели Македонија беше под османска власт и истите твореа нели низ европските градови и држави. Понатаму имаме здружение македонски друштва во Швајцарија, истото е за поздравување, 1898 година формирано, каде што действува и Михаил Герџиков, нели еден од солунските атентатори кои побудија внимание кај европската и светската јавност и така натаму. Значи, илјадници дејци, плејада на испишани книги, анали, историски, последователно, хронолошки, народ со посебно обележје етногенеза признаен од целокупната европска и светска јавност. И сега да дојде моментот да истиот тој народ себе докажува во 21 век од каде што сме и како сме. Тоа е, значи, недопустливо, тоа е просто невозможно да се отвара македонското прашање, а го отвори Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Понатаму, македонскиот идентитет за жал беше засегнат, знаете, по Балканските војни и Букурешкиот мировен договор 1913, каде што историско-географски истите беа поделени во 3, односно во 4 држави и всушност и тука не престана нивните револуционерни потези. Пред тоа имавме буни, да се навратам, се извинувам наназад, пред османска власт, буни, востанија, ајдуско движење, вооружени востанија, тука мора да ги споменеме Кресненското и Разловечкото востание, каде што повторно Ѓорѓија Пулевски се јавува еден од водачите, Димитар Поп Георгиев Беровски од 1878 година Кресненското востание 76 до 78 го пишува македонскиот востанички устав. Значи, може да замислите, го ословува како македонски востанички устав и формира штаб на горското началство, односно штаб на македонските востаници. Ние за тоа имаме документи. Тие документи се највалидни, а највалидно е нешто кога таа нишка, тоа чувство е вдаховено, пак ќе се повторам, кај еден народ и се пренесува од колено на колено. Денеска ние не познаваме народ, нација, вештачка, измислена, или па најмалку нација која треба да се брани, одбранува и која е атакувана од сопствениот премиер. Тоа нешто ние во Европа го немаме ниту во пошироката светска историја. Јас како историчар не знам таков пример. Верувајте, македонците сега во своја држава да не можат да се го изустат, да се го изговорат името Македонија. Повеќето, луѓето приоѓаат, кажуваат, никако не можам ни јас сега да го изговорам името. Треба да има договор со Грција, треба да има договор со Република Бугарија, но достоинствен договор, онака како што му приличи на еден народ. Ако си достоинствен, така и ќе те восприемат и што побрзо можеме да се интегрираме во европските интеграции.
Понатаму ќе ги споменеме, да не должиме многу славните и линденци на високиот дострел Крушевската република, впрочем тоа е и прва република на Балканот со сите атрибути, сите наши револуционери, Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Никола Петров Русински, Веле Марков, Васил Главинов, предмалку кога ги објаснував деностите на нашите дејци вон Македонија, и тие формира Македонска работничка социјалистичка група во Софија и заедно сите, без оглед на политичка, верска или било која друга припадност, го кренали денското востание и затоа и впрочем и Никола Карев е и прв преседател на Крушевската република, и тука имаме обиди на инфилтрирање на бугарски елементи за да востанието се представи како ослободување од османлиската власт и припојување кон Бугарија. Но тоа нашите дејци револуционери умешно го отклонувале и практично затоа и востанието ќе биде и што поскоро задушено, бидејќи имаме и уфрлување на врховистички елементи. Од историска гледна точка, дали бугарите... Да. Се извинувам, ја вака што ќе ве прекинам, само да довршам. Повелете, да. За жал историја, за среќа, за жал, за времето, за среќа е многу широка и длабока. Понатаму идеме со Балкански војни, ги спомнавме, Прва светска војна, каде што македонците со своји чети одреди учествува масовно во ослободување на Македонија, понатаму вториот Илинден, народно-ослободителната борба и така натаму. Може и за тоа подосна да видиме, може нешто и за да се каже плюс. Секако. Од историска гледна точка, дали бугарите се окупатори на Македонија или се некои администратори, како што неодамна ги нарече премиерот Зоран Заев во интервју за бугарската информативна агенција БГНЕС? Да, очекува вакво прашање и онаму каде што застанав веднаш може последователно да одиме на ова прашање, бидејќи уште периодот на Втората светска војна да го објасниме за пошироката јавност. Тука контроверзии нема. Тука имаме испишано анали, истории, документи. Што тоа значи? Тоа нешто не го пишуваме ние тука како македонци на Балканот регионално, туку во европската и светската историја. Си стои дека Бугарија влегува на 1 март 1941 во рамките на Тројниот пакт. Тоа е факт. И истата е во истиот пакт до 9 септември 1944 година. Значи, ние не ги сметаме бугарскиот народ за фашисти, туку во тој определен период ние сме имале фашистичка окупација на Македонија од страна на Бугарија. Имало тројна од италијанската војска Западна Македонија, северниот централниот дел на југ до Егеска со германска окупација, а бугарските војски влегуваат источна Србија, пиротскиот дел, надолу Македонија, Западна Тракија и источен дел на Егеска Македонија. Тогашниот цар Борис III го подпишува тој срамен договор за бугарската историја. Но бугарската револуционерна деност, и тоа ќе го напоменам, не изостанувала, тие си имале, формирале Бугарска комунистичка партија, тие имале партизанско движење, имале, значи тие практично се довеле во ситуација да војуват и против сосвениот фашистички апарат. Сега ние не можеме истите да ги наречеме административци, кога во Македонија во период од една година биле осудени околу 2000 македонци од страна на бугарскиот апарат, бидејќи била доведена војска, полиција, администрација, отварале училишта, бугарската екзархија веднаш ги презела црквите, богослужбата да се изведува на бугарски јазик и така натаму, и од 2000 судени во судени монтирани процеси, 38 имаме изречени смртни пресуди. Така да и на заминување на кај вас во студиото, најнова изјава прочитав од министерката Захариева. Жал ми е што така гледа на тоа и другите политички елити, овдека никој не води антибугарска
политика, значи ако се чувствуваш македонец и си тоа не е антибугарска политика. Или каде што ја спомнав, вели дека 75 години практично ние водиме антибугарска политика. Тоа воопшто не е точно и би сакала натаму во разговор, во диалог со идна влада, која верувам дека набрзо ќе се формира, каде што се бара влада на национален спас, меморандум, да се донесе заеднички во собранието, доколку власта биде согласна, да имаше еден таков меморандум заеднички, каде што опозиција и позиција ќе беа заедно, секако ќе бевме многу посилни, појаки во однос на преговорите и многу појасно ќе се расчистеа некои работи. И не само тоа, туку и експертска влада која ќе отпочне преговори со Бугарија кои веќе беа започнати, и јас тогаш се надевам нема да има таква реторика и од другата страна. Значи јас, бугарскиот народ, вие и сите ние го гледаме како пријателски народ. Ние таму со години, во млади години сме иделе на летување и денеска младите шета, така ли. Утре ќе бидеме сите заедно интегрирани во Европската Унија, границите ќе бидат отворени, проток на луѓе, на народ, на бизнис, на се друго, нели ќе биде оној единствен пазар европски што е својствен за Европската Унија, ќе биде поздравен за сите. Така да, изјавата на Зоран Заев за националната телевизија БГНС, јас лично ја доживеав многу емотивно и страшно нешто, значи, и ќе си кажам слободно, значи, душа боли, и многу после тоа контакти што ги имав со колеги, со пријатели, роднини, соседи, истото го чувствувале. Зошто ние од собствен премиер, дури нека биде почестен што кажуваме дека е премиер, ако таков човек заслужува една таква позиција, функција, и да го именуваме, да истиот пред целокупната бугарска јавност го понижи сопствениот народ. Тоа одекна многу болно кај сите нас, и верувам дека таа негова изјава, која после него сакаше он да ја малку ублажи, верувам дека ќе биде врежена во свеста кај секој македонец, и никогаш тоа нема да биде заборавено. Тоа си влегува во мемуарите. Зоран Заев ги спишува на црните страници на македонската национална историја. Тој човек треба да си оди. Пред денови, вчера, завчера, сега не ме држите за збор, кога излезе после ветото со некој му го напишал експозето, сите оние национални чувства пројавени од него, дури прозвучеа многу чудно, оти знаеме, и тука во вашето студио тој се колнеше дека додека дише, дека нема да има промена на уставното име и ред други работи, а истото го стори. Исто така да, и тоа нешто што го зборуваше, ама отпосле кога виде вето, кога се соучи со македонската јавност, кога се соучи со и бугарската прогресивна јавност, видите, јас имам контакт со многу историчари, се слушаме, гледаме, сега онлайн нормално, и пратам по мас медиуми, реагираат дека ова е историска грешка на Бугарија. Исто така политичките елити во Европската Унија исто така го оценија потегот за грешка и така натаму, и тој веднаш после тоа, како што кажав, излезе со една таква изјава во одбрана, не знам, на национално, а тој го отвори македонското прашање. Сега, од тогаш па на навамо уште повеќе не треба да му се верува на Зоран Заев, затоа што знаеме тој со кои методи, техники, начини, што се служи. Ова интервју предизвика остри реакции не само кај историчарите кои што се членови на мешовитата историска комисија, туку и кај целокупната јавност, ете и македонската и бугарската. Што според вас од она што го искажа премиерот Заев во интервјуто друго, освен за бугарските администратори, е спорно? Кои други делови од
Практично сето тамо што беше искажано, све е спорно. Значи како ние можеме да имаме заедничка историја, значи ако ти велиш заедничка историја, значи ние сме еден народ, ист народ. Како така? Тоа не сме водечка личност, лидерот на еден народ, на влада, да го зборува. Значи тој тоа го мисли и го зборува. И како тоа ќе биде восприемано во бугарската поширока јавност? Нормално дека штом ти тргуваш со националните интереси, ги ставаш на маса, другиот си бара повеќе, се повеќе и повеќе. Сите работи искажани од господинот, еви така сега ќе го ословам, Зоран Заев, искажани за националната телевизија НИМ. Специјалниот представник на владата за Бугарија, Владо Бучковски, е убеден дека ќе се надмине спорот со Бугарија, но не толку брзо колку што можеби очекува јавноста. Од друга страна, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во Куманово кажа дека назначувањето на Бучковски за преговорите со Бугарија е вовет во едно ново апокалиптично сценарио. Кој е вашиот став по однос на специјалниот представник и неговите изјави? Така, само кратко и јасно ќе кажам. Господинот Бучковски може би си е добар правник, професор на правниот факултет, не навлегуваме во неговата професионалност, но тој е специјален пратеник само за Зоран Заев и за никој друг, и може би за сегашната политичка елита во Бугарија. Искрено се надевам дека по изборите во март наредна година, дека таму со избор на нова влада ќе имаме друга реторика и овдека верувам дека ќе има нова влада и да се изнајде соодветно решение. Значи, уште еднаш, господинот Бучковски е специјален само за Зоран Заев. Опозицијската ВМРО ДПМН во септември започна со тематски граѓански протести. До сега имаше протести против поскапувањето на струјата, против искривувањето на историските факти, против политичкиот реваншизам, како и протест на кој што се побара оставка од Заев. Кои се пораките кои што ги испраќа ВМРО ДПМН и има ли поддршка од граѓаните? Да, секако поддршката е голема, сите протести што ги наведовте, да не ги повторувам, изминатата година, па и повеќе, значи не изостануваат. Сега во последно време ради спречување на национално предавство од страна на владата на Зоран Заев и успеавме во тоа, значи тоа е заслуга на сите граѓани на македонскиот народ, каде што навистина имаме политички прогон, репресии, гледате дека по затворите имаме политички прогонети и затворени лица, уставообранителите се тука, уставообранителите сушност и во, така да ги наречам, не затворите во зандани, каде што во никакви услови ги држат, вон сите хумани практики, тоа не наликува на ресоциализација, ги држи љубовта кон Македонија. Значи, срцето им бие на нив за Македонија. И во очекување нивно ослободување, тоа не е моје очекување, тоа е очекување на секој еден македонец во Република Македонија. Следната година се локалните избори. Очекувате ли политички пресврт во Куманово со оглед на тоа што Куманово важи за бастион на Социјалдемократскиот сојуз? Така, и ова сега прашање ќе го поврзам со сега поставеното. Затоа се организира од страна на ВМРО, ДПМН, нели, од нашите извршни органи, прифатено од масовно и од граѓанството, кои се повеќе се осмелуваат да присуствуваат, бидејќи навистина се наоѓаат во еден репресивен период каде што владее диктатура, и тоа диктатура на Зоран Заев. И баш како што кажавте, бастион е сконцентриран во Куманово, да, каде што имаме исклучително високи позиционирани во централната власт, министри, републички директори, така натаму. Тоа значи носење на одговорност врз грбот на кумановските моментални политички елити. Така да и ете, веднаш едноставно
апсолутно треба да имаме паѓање, односно граѓаните на локалните избори да кажат не за креирање на и практикување на политиките на СДСМ. Не само во Куманово и пошироко во Република Македонија, оти кажат дека многу кадри нивни, затоа и важат за Бастион, се регрутирани токму од тука. Треба да се обрне внимание да граѓаните си ги знаат човековите права, имаме многу репресирање во затворите, во полицијата, во јавната администрација, преместување, подобни, неподобни, симнување на 2-3 скалила надолу, подпишување на самостојни изјави. Вакво нешто, почитувана новинарке, јас како историчар не помнам тоа, можеби од времето на УДБА и така натаму, можеби во времето кога се споменуваше и Тито, и од нашиот градоначалник, и од другите, да сме биле во рамки на СФРЈ, има своји заслуги, но јас не можам да ги заборавам Голи Оток, Павле, се извинувам, Панко Брашнаров и ред други дејци од Астон кои беа затворени, исто така прогоните, затворањето на Методија Андонов Ченто и на други наши дејци. Сега ние сме соочени со истото, истите методи, истите практики од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Во контекст на ова што го кажавте, сосема на крајот да позборуваме и за Меѓународниот ден на човековите права. Вчера се одбележа 10 декември, Меѓународен ден на човековите права. Според вас, има ли нарушувања на правата и слободите на граѓаните во нашата држава? Има ли повреди на принципот на владењето на правото и правната држава? Да, секако дека имаме повреда, значи на дневна основа сведоци сме на истото. Јас пред малку говорев за тоа, за исценирани судски пресуди, осуди, прогони, политички и така натаму. Значи, тоа е секојдневие во Република Македонија, но јас се надевам дека наброку со избор на новата влада ќе престане овој политички прогон. Господја Цветковска, ви благодарам за вашето гостување. Поканата за некое следно гостување со други теми останува отворена. Благодарам многу на поканата. Јас би сакала да ги поздравам нашите гледачи и им посакувам среќни новогодишни и божични празници, многу здравје, среќа и успех и чувајте се. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, се гледаме за 2 недели. Пријатна вечер.